Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општина Прилеп, дел од партнерската конференција за регионално управување со отпад. Пензионерите од денеска добиваат второ линеарно зголемување на примањата од 2500 денари. Едногласна поддршка од пратениците за законски измени со кои ќе се забрани пиротехника во затворен простор. Од полноќ поскапуваат горивата. Викендов победа ремизираше со Башкими. Времето денеска врнежливо и студено. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Подобреното управување со отпадот не само што ќе го намали загадувањето, туку и ќе го подобри квалитетот на животот и ќе ја зајакне довербата во локалните власти, беше речено меѓу другото на партнерската конференција за одржливо управување со отпад, насловена како преобмислување на отпадот од предизвици до одржливи решенија, што започна денеска во Скопје. Регионалниот систем за управување со отпад предвидува меѓу другото затворање на нелегалните депонии, изградба на модерни регионални депонии и развој на инфраструктура за рециклирање, што ќе ја приближи земјата кон еколошките стандарди на Европската унија. Во општина Прилеп веќе имаме 23.000 доделени, односно предадени на домаќинствата селективни канти, што значи дека имаме опфатено повеќе од 12.300 домаќинства. Тоа е долгогодишен процес, веќе моите сограѓани успешно се справуваат, успешно го организираме тоа одлагање на таков отпад. До прво имаме во фаза, завршна фаза е фабрика за селектирање на тој отпад и останатиот дел од отпадот треба да го депонираме во односно формираната централна депонија во Новац. Над 340.000 пензионери во Република Македонија од денеска ќе добиваат за 2500 денари повисока пензија. Со линеарното покачување на пензиите во месец септември и мартовската пензија во месец април, пензионерите добиваат за 5000 денари повисоки пензии за 9 месеци. Покачувањето на пензиите беше едно од предизборните ветувања на оваа влада, која веднаш на првата владина седница започна со постапката за нејзино реализирање. Инаку денеска собранието ги изгласа измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кои се става вон сила зголемувањето на пензиите со фиксен износ и од септември годинава се враќа старата методологија на пресметување на порастот на пензиите, односно според движењето на индексот на трошоците на животот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во висина од 50%.
Системската одредба на член 37 за усогласување на пензиите во периодот од 1 септември 2024 година до 31 август 2025 година беше донесена за да се реализира линеарното зголемување на пензиите од 5000 денари и тоа 2500 денари на 1 септември 2024 и 1 март 2025 година. Едногласна поддршка од пратениците за законски измени со кои ќе се забрани пиротехника во затворен простор. Со 87 гласа за, без гласови против и без воздржани во собранието, денеска беше поддржан предлог законот за изменување и дополнување на законот за прекршоците против јавниот ред и мир по скратена постапка поднесен од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Откако беше усвоен заклучокот да се поддржи во рамки на 42-та седница, предлогот ќе биде проследен на разгледување во Собраниската комисија за одбрана и безбедност и во Законодавно-правната комисија. Предлогот со кој се интервенира во Законот за прекршоците против јавниот ред и мир е резултат на трагедијата со пожарот во дискотеката во Кочани на 16 март, во кој загинаа 59 млади луѓе и околу 200 беа повредени. Со измените е предвидено и полицијата да добие зголемени надлежности при постапување и превенција на нарушување на јавниот ред и мир. Во процес е подготовка на нов закон за експлозивни материи за цивилна употреба од страна на надлежното министерство и со овој предлог се прави интервентна измена на законот за прекршоците против јавниот ред и мир до донесување на нови законски решенија со кои детално ќе бидат регулирани сите аспекти поврзани со експлозивните материи за цивилна употреба, во кои се опфатени и пиротехничките средства. Пред 42-та седница собранието ја заврши 38-та седница, која почна со оддавање почит на настраданите во трагедијата во Кочани со едноминутен молк од присутните пратеници. Горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1,5 денар, а цената на дизел горивата се зголемува за 1 денар по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,84% во споредба со претходната одлука. Новата малопродажна цена на Евросупер 95 ќе биде 76,5 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 79, Евродизел за 69, а екстралесното масло за горење за 69 денари за литар. По доста тешки услови за игра, но се разбира пред многобројната прилепска публика која и покрај врнежливото време во саботата ја исполни покриената трибина, Победа и Башкими ги поделија бодовите играјќи 0:0. И првото и второто полувреме може да се опише во неколку зборови. Победа ги имаше шансите најмногу по прекини, но не ги искористи. На крајот гостите со бод заменуваат од градскиот стадион Гоце Делчев. Овој надпревар имаше и хуманитарен карактер, а собраните средства од дуелот се наменети за настраданите семејства во Кочани. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд и со слаб до умерен северен ветер. Попладне и во вечерните часови наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално во форма на краткотрајно невреме со пообилен пороен дожд. За кратко време се очекува да наврнат над 15 литри на метар квадратен. Минималната температура во Прилеп се движеше до 6, а максималната ќе достигне до 11 степени. Како што информира Управата за хидрометеоролошки работи, до петок ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Во попладневните и вечерните часови локално ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи наместа во форма на краткотрајно невреме со пообилен пороен дожд и засилен ветер. Сабота ќе настапи преодно стабилизирање на времето, а во недела се очекуваат нови врнежи од дожд. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.